Министер, едно прашање околу јавната администрација, сумирано од повеќе учесници во форумот. Дебатите за јавната администрација многу често се сведуваат на законите кои што решаваат одредени прашања околу напредувањето, вработувањето и отпуштањето на вработените во јавниот сектор. Ако прашате некој граѓанин колку е за него тоа релевантно, веројатно воопшто ниту пак знае, ниту пак го интересира. Оно што граѓаните веројатно најмногу ги интересира е првиот контакт со институциите, односно услугите кои што ги добиваат од институциите. И во таа смисла прашањето е што владата ќе направи или што направила досега и какви се плановите за во иднина во делот на подобрување на услугите кои што се однесуваат конкретно на граѓаните во повеќе области, дали се тоа административни услуги, услуги од областа за образованието, бидејќи МИОА ја има токму таа координативна улога да ги идентификува и да ги подобри услугите и дали енергијата малку ќе се насочи во таа насока. И второто прашање, кое што ќе се обидам да го преформулирам, тоа е граѓанскиот сектор прашува, постојано има дебати, институциите и вработените во државната администрација инсистираат на кариерен развој. Ние завршивме со статус на заробена држава. Кариерниот развој значи дека автоматски администрацијата ќе може да се унапредува, но нема да се отвараат раководни работни места и за луѓе од надвор. Прашањето за оваа влада е дали ќе остане на системот на отворени работни места со кои што ќе се обиде да привлече капитал, луѓе со соодветни квалификации од надвор, или ќе го затвори системот и ќе го направи кариерен систем само за државните службеници внатре во администрацијата и со тоа, она што веќе го имавме како еден систем на заробена држава, ќе се негува внатре во администрацијата. И ќе почнеме од ова второ прашање. Токму тие капацитети за анализа и експертиза се она што може би едно од себичен аспект главните причини зашто институциите и оваа влада сака да соработува со невладиниот сектор. Особено сега кога влеговме внатре и од внатре гледаме колку е разрушен системот, некаде не постои. И еве не сваќајте дволично, сватете многу себично дека за да ние имаме подобри резултати, од наша корист и од корист на државата ги искористиме капацитетите на сите што ги имаме од државата. А капацитетите особено за анализи и за експертски мислења, за експертиза, дури колку сме со медиуми, се поголеми во граѓанскиот сектор, неретко отколку во самите институции. Се поврзувам со прашањето од претходно. Ние за да почнеме утре да ни речат ајде на преговори во Брисел, ние сме тотално неподготвени. Освен ако веднаш не направиме некаков модел за соработка помеѓу граѓанскиот сектор и институциите. Еден е начинот на регрутација внатре во институциите. И затоа, конкретниот одговор на прашањето е комбинација на двете. Не може да остане затворен системот. Овој систем кој што го имаме, овој закон за административни службеници, овој закон за вработени во јавен сектор, јас, колку и да критикувам претходно и така натака, не е правен со лоша намера. Намерата била доста добра, ама не одговара на реалноста во моментов во Македонија. Ова е странски модел кој што не можеме веднаш да го примениме. За жал. Значи нас ни треба комбинација на отворени работни места и систем на кариера, но системот на кариера да важи претежно кога се работи за унапредувањата. Но ние мораме да го отвориме системот за да привлечеме луѓе, да сме компетитивни на пазарот на трудот, не само од невладин сектор и од приватен сектор нас не требаат капацитетите. Не сме атрактивни во моментов. Ние сме, ја тоа често го зборам, ние сме превработени таму кај што најмалце ни треба и нас ни фалат луѓе таму кај што најмногу ни требаат. И сосема сте во право дека граѓаните тоа, ама идиш, не треба да ги интересира. Ние се сведовме дека главното прашање го сведовме на тоа и еве го одговоривме. Колку сме, еве толку сме. Ама граѓаните, апсолутно тоа на крајот на денот не треба да им е важно ако добиваат брзи, квалитетни, ефтини услуги. Дали 150.000 луѓе им ги даваат или 150 луѓе им ги даваат, најмалку треба да ги интересира ако тоа не им крати со пари од тоа на што они го добиваат
Иако за парите што они ги плаќаат, добиваат квалитетна, брза, ефикасна услуга. Далеку сме од тоа. Што планираме се? Значи, прво го завршам прашањето за кариерниот развој или отворените работни места, па ќе одиме на услугите. Значи, комбинација. Согласно стратегијата за реформа на јавна администрација, која што ќе мора да нагласам дека не е само буква на хартија, туку имаме акцијски план, имаме индикатори, имаме буџет за сето на што сме го зборувале. Една од мерките е повторната дебата отварање на законите за административни службеници и законот за вработење на јавен сектор. Дебата што ќе се одвива почнувајќи од почне уствари УПОС-ете организираше на дебата, ние ќе правиме, секој што е заинтересиран треба да прави до крајот на годината и во 2012 година да влеземе во измена на законите. Мислам дека генерално и особено тоа беше пракса претходно, пречестата измена на закони и не е добра. Премногу закони не е добро да се носат и да се менуваат. Значи, тоа покажува дека имаме нестабилен систем, тоа покажува дека поема немаме стратешки кај сакаме да тераме, губи време на сите и на крајот на денот не се толку законите проблем, толку што не си ги почитуваме законите. Тоа не е проблем во Македонија. Институциите не ги почитуваат законите. Во делот на овие закони, значи во 2019 година да ги затвориме, да ги отвориме сега, меѓутоа пак ќе повикам, ни треба гласот на јавноста. Прва работа што сакав да ја направам кога ме избра за министер е да го сменам овој закон. Од европска делегација ми се преку улица одма дојде, чекај, знаем каде. Не иде тоа така. Па тоа е правен со ИПА проект, бараат аргументи луѓето сосема легитимно и така треба да биде. Аргументи да дадеме, да објасниме со бројки, со конкретни примери зошто не функционира, па да размислиме, да изанализираме што треба да е решението. И ние сега тоа го правиме. Ама кај мене во канцеларија се редат од МАНУ, од Народна банка, универзитети, цел здравствен сектор, цел образовен сектор и кој што уште не, кој што насамо сакаат да ми кажуваат кога седиме во канцеларија и си пиеме кафе, како овој законов треба да се смени. И ја викам, супер, се ова што го кажувате, ќе си излезете во јавност, ќе си го кажете, организирате дебата ако треба, ќе ме викнете или не, баш ми е дали, и ќе си ги кажете вашите аргументи. И ќе повикате на промена на законот. Пошто ако не, ќе биде единствено сватено дека сега овој министер и оваа влада сега пак сака да партизира, да вработува, да не вработува, да... Особено дека оваа категорија на луѓе често оди и по овие приемеме по амбасади и викаме сега и со амбасадори веќе се гледате и на нивка им го кажете истото. Затоа што мене ми треба аргументацијата на граѓаните дека нешто не бива. Не е тоа моја лична констатација, сум дошол тука со моите партиски другарчињи и сакам да ги вработам. Туку имаме проблем сериозен. Сериозен проблем. И, окей, конечно се менува на синдикати и викам, слушај, треба да дојдете кај мене пред канцеларија да штрајкате, да барате промена закон, ако сакате. Ама викам, вие сте спремни, ама не викам, стварно не се знам. Значи, ве повикувам. И тоа е тоа што пак и овде повикувам, сите што се занимаваат со оваа област. Давајте предлози, организирайте дебати, кажувајте дека треба да се смени, ако мислите дека треба. Мој став е дека апсолутно мораме да ги смениме, нормално без при тоа да нарушиме систем на заслуги, кариерна во напредување. Кога ќе се влезе натре во системот, мора да постојат правила за кариерен систем. И тука тој дел го поддржувам, затоа викам комбинација на двата модела на што нас најмногу ни одговара. И сега брзо ќе се случиме апропо преговори, што се надевам релативно брзо ќе ги почнеме. Веќе треба да наоѓаме механизми. Ја немам паметно решение, искрено. И сега гледаме други примери. Има и неинституционален начин на не внатре од институциите начин на соработка помеѓу граѓанскиот сектор и институциите, при тоа да заедно учествуваат во преговорите. Има такви земји. Јавни партнерства ги кажат, јавни одговорни партнерства и така натаму. Значи тој модел можеме да го примениме, барем во прв момент, па после ќе правиме што ќе правиме со закони. По делот на услугите, многу битно, најбитно. Конечно сум среќен дека ми помина периодот во Министерството во кое што се правевме стратегии, планови, прво плачевме кога видовме што се случува и се фаќавме за глава и сега знаеме точно кај сме, направени се плановите и стратегиите и влегуваме во фаза на имплементација. Од тој аспект сум среќен, од аспектот дека
неаме капацитети да ги спроведеме сите работи што сме си ги пишеле, сум нормално уплашен, ама пак се враќаме на претходно, што правиме. Меѓутоа, нашиот пристап беше дека сомнежот во капацитетите на институциите, што и јас ги имам, и на мојата институција, не сме да ми биде пречка да не се обврзам пред се граѓаните и после нормално и меѓународната заедница со која што не следи и гледа што правиме, како правиме, да тоа ми биде пречка да не го правам тоа. Ќе си ја даеме задачата, ќе си ветиме во јавност, ќе се договориме и ќе се превртиме ако треба на глава, има да го направиме тоа. И ги решаваме едно по едно работите. Граѓаните мора да добијат побрзи, поефикасни, поевтини услуги. Затоа, до крајот на оваа година ќе стане функционален регистар, електронскиот регистар на население. Секој граѓанин ќе има електронски идентитет. Во август ќе го пуштиме во употреба новиот национален портал за електронски услуги. До крајот на оваа година почнува да функционира новата точка за едношалтерски систем за добивање на услуги. Таа ќе ми микрија на тоа што треба, ќе збориме и за тоа. Овој систем на едношалтерски точки за услуги ќе ги дисеминираме низ цела Македонија, ќе ги трансформираме тотално застарените модели на интернет клубови кои што сега ги има Министерството до сосема нови ваков вид на услужни точки на граѓаните. Значи веќе сме тука организирани и од технички аспект и од законски аспект можам да кажам дека 17 институции идејата е на едно место, на еден шалтер да нудат услуги на едно место на граѓаните. Значи вие можете да дојдете на еден шалтер и да добиете услуга, документ, што и да ви е потребата од 17 различни институции. Институциите не се, не знам, било кои кај што немаат граѓаните потреба, туку на вистина се одбрани оние кои што најмногу граѓаните со кои што најмногу комуницираат на дневна основа. Трета работа поврзана со ова е нешто што до сега го немам зборено и не е многу ни јавно кажувано, ќе ни треба малку време и ќе ни треба уште еден повик за и начин каде што може да соработуваме. Донесовме одлука за централизирање на шалтерските системи. Не е донесена на влада и законски. Тоа ќе значи реперкусија, значи ќе мора да се преслика во многу други закони. Што значи? Особено на овие 17 институции кои што сметаме дека најмногу комуницираат со граѓаните и од кои што според анкетите граѓаните имаат најголеми фрустрации, ќе им ги одземеме на институциите. Значи, во фаза сме дека не можеме да веруваме дека секој е доволно свесен што треба да прави кога граѓанин ќе му дојде на шалтер. Централна шалтерска служба ќе се воведе, таа ќе биде под централна контрола, таа ќе биде однос со клиент. Позадинската процедура, процесите, све ќе се остане во институциите, ама лицето на администрацијата ќе го смениме. Кога дојде граѓанин, тоа нема да доаѓа на шалтер негде, ќе доаѓа во, не знам, банка, во нека нормална институција, во каде што телеком оператор, каде што кога ќе дојдете, само малте не и кафе што нема ви дадат за да ви ги земат пари ве душе, ама друго е таму. Новните услуги на електронски начин. Веќе сме во фаза. Делот 2 закони од овој дел веќе се објавени за јавна дебата, имавме една јавна дебата, уште 2 сега ќе излезат, каде што ја доформираме законската околина, регулатива за електронскиот идентитет на граѓаните, што ќе основа се ова да профункционира. Целта е да на секаков начин ги мотивираме луѓето да користат електронски услуги. Еден од предлозите е, и тука може да се коментира, знаете дека една од мерките на владата е 15% поврат на персоналниот ДДВ кој што ќе го нудиме. Еден од предлозите е тоа да биде возможно само на електронски начин. Сега тоа ќе значи дека треба да ги учиме луѓе да користат уреди, така. Во ред, многу работи кои што може да се направи. Првото беше прашање кое доаѓа од цивил, од моите другарки и другари во организацијата, на структурата на владата. Структурата на владата се чини како некако да ја преслика структурата на претходната влада. Една така прилично робусна структура, и дали имате, значи, план да ја намалувате владата, да биде таа помала, поефикасна и поблиска до она што вие го планиравте и ветувавте пред изборите? За жал, мораме да кажеме дека не можеме све веднаш и преку ноќ. Структурата на владата ја отсликува комплексноста на состојбата во собранието
Тоа беа резултатите од изборите и бевме приморани на одредени компромиси. Она што мислам дека е поважно за граѓаните е не колку има министри, туку колку има институции, колку сте ефикасни. И во тој контекст веќе сме во финална фаза, имаме и драв документ, брзо ќе го објавиме за да го коментира било кој. Направивме хоризонтална функционална анализа на сите институции, што значи во соработка со UNDP, каде што тоа фактички ни го даде одговорот каде тие се поклопуваат со ингеренции, што треба да споиме, што треба да се укине, што треба нова институција може да се создаде. Навистина, конечно првпат е направена целосна хоризонтална функционална анализа на институциите на администрацијата. И врз база на тоа ќе ги носиме одлуките. Согласно и она што е определба на Министерството за финансии и нешто што е и обврска наша спрема па и Европската унија, меѓутоа повеќе меѓународните финансиски институции, дека мораме да го намалиме бројот на институции што се во прв ред на буџетот. Сега ги имаме 120 нешто, треба се за Македонија и проекциите се такви, треба се меѓу 30 и 40. Тоа не значи дека те треба престанат да постојат, туку треба да има сосема друга хиерархиска поставеност. Ние до сега секој си правил институција како сака, кога сака, нема правила, нема ништо, без никаква хоризонтална координација.